подпредседателке. Добро, министар, добро е што ва гледаме заради тоа што послам денеска за да можеме да продебатираме заради случувањата овие денови токму во вашата политичка партија и коалиција. Не бевме сигурни дали ќе имаме повторно можности покрај со скратено европско знаменце и понатака да дебатираме за овие законски решенија, но тоа е нешто што вие ќе си го решите во вашиот двор. На оваа тема би сакала да продебатирам со вас и при тоа да ми одговорите на неколку прашања од причина што ни бешеускратена можноста да продебатираме и да ви поставиме прашања, токму заради тоа што сепак како пакет на закони одлучивте да ги пуштите со европско знаменце и во скратена постапка. Чинам дека неколку наврати повторивме колку се значајни овие прашања, вклучително и ова законско решение кое што се однесува на стручно усовршување и обука на административните службеници. Имено, ова ќе биде тешко одржливо како закон да се спроведе и во таа насока ја би сакала да чујам од вас размислување додолку повеќе дали имате направено анализи за неколку прашања. Имено, владата која што вие ја поддржувате или не ја поддржувате, не знам сега во овој момент, ветуваше дека ќе ги намали институциите, односно дека ќе има помалку министерства, дека ќе креира неефикасна администрација, помалку кабинети, помалку директори, помалку службени возила и така натака. Тоа не го видовме овие 7 години, дотолку повеќе видовме само зголемување на институциите, на нефункционална институција, повеќе директори, повеќе службени возила, повеќе расфрлање на државниот буџет, односно на парите на народот. И кога сме на оваа тема, ве прашувам дали сте запознаени дека постојат две клучни институции кои што се бават или треба во целост да извршуваат стручно усовршување на административните службеници, и тоа едната е токму во вашето министерство, Академија за обуки на Министерството за информатичкост, општество и администрација. Имено во таа насока, верувам дека знаете, имено во таа насока оваа институција, односно ова оделение кај вас беше оставено буквално на пропаст, заради тоа што долго време не успеваше или не наоѓаше поддршка во менеджментот во МИОА токму од оваа влада, да има не само финансиски средства за да обавува обуките, толку повеќе не можеше да најде обучувачи, да ги мотивира обучувачите, ресурси и така натака. И во таа насока мене ми е прашањето, бидејќи ве слушав дека говорите за кариерен разбор, за како тоа е потребно да се насочуваат средства за обука, за кое што јас и тоа како сум силен поддржувач, дека државата мора да издвојува средства за стручно усовршување. И ме интересира дали вие имате податоци колку обуки Академијата за обуки во вашето министерство има спроведено во изминатата. Добро, Еве, би сакала да го слушам, бидејќи овдека се одвиваше комисија паралелно из Уставен суд и за вакво. Верувам дека за јавноста не е проблем да ја ги повторите информациите. Значи, за изминатава година, ако имате за изминатава година, ќе не значи особено многу. И колку од нив се општи, колку се специјализирани. Кога говорите исто така за обуки, би требало да знаете дека во 2006 усвоено на влада, а овдека и ратификувана во собранието е ИПА-1 регулативата, која што истовремено значи дека секретаријатот за европски прашања, односно делението за ЕУ и ЕУ фондови во секретаријатот за европски прашања, привезам обврска да се грижи за ИПА оперативната структура за нејзино стручно усовршување. А првата стратегија за ЕУ обука е 99 усвоена на влада и претпоставувам и за тоа имате информација. Меѓутоа, во таа насока, бидејќи со ова законско решение, вие велите дека агенцијата ќе се грижи за општи, за специјализирани обуки, мене ме прашува како, се поставува прашањето како го ја замислувате таа координација,
ако истовремено и оваа оделенија со години водеше борба прво за да обезбеди обучувачи експерти на темата која што се однесува за европски фондови и ЕУ политики, особено во предпрестапните фондови, особено сега веќе и новиот предизвик е за ЕУ преговори. Ме интересира како ја имате замислена оваа координација со оваа агенција и дотолку повеќе да не се поклопуваат, заради тоа што оно што е наведено дека оваа агенција ќе извршува обуки, верувајте дека во целост значи нејзино поклопување. А не верувам дека ново тело може да одговори на експертизата која што веќе е акумулирана токму во секретаријатот за европски прашања или барем она експертиза која што е останата и во линиските министерства, иако истите во целост беа демотивирани дотолку повеќе не беа поддржани од менаџментот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Имено ме интересира како ја имате замислена оваа координација, дотолку повеќе што во ова оделение за ЕУ-буки и ЕУ фондови не милион, многу повеќе проекти, многу повеќе средства вложи директно Европската комисија, дотолку повеќе имавме и други билатерални донации. И кога конечно сериозно застанува на ноза, каде што преку ТАЕКС програми се обиде да се формира таа експертиза на обучувачи, вие сега излегувате со нова агенција, каде што не верувам дека ќе може да одговори на предизвикот кој што е поставен пред администрацијата, имајќи во предвид дека администрацијата и тоа како и недостасува сериозна експертиза во многу теми. И кога на сето тоа ќе се додаде дека вие немате јасна финансиска рамка за како оваа агенција ќе функционира, се враќаме и на почетокот и тоа што оно што е чисто забележано од страна на многу меѓународни организации, вклучително и извештар на Европската комисија, дека како влада не само што ги злоупотребивте европското знаме за скратени постапки, дотолку повеќе вие ќе останете забележани како фабрика која што единствено продуцира документи или законски решенија, но во никој случај немаше капацитет и нема капацитет истите да ги спроведе. Со тоа што дополнително создавате потешкоти и на оние кои што искрено сакат да видат стручна, ефикасна администрација која што ќе биде подготвена да одговори и на граѓаните, но и на бизнес секторот. Не ви ја разбирам мотивацијата, заради тоа што не може единствено да велите дека ќе се согласувате со Европскиот административен простор, особено во делот на усовршување и обука на административни службеници, а при тоа да немате соодветна анализа за ова законско решение. Да имате веќе постоечки институции на кои што ни давате поддршка, дури во рамките на вашата институција ќе потенцирам, да генерирате уште еден лист на хартија кој што ќе создаде дополнително потешкотија во самиот административен простор. Од тука многу ме интересира и како планирате да обезбедите експертизата која што согласно Training Needs Analysis или не знам како TNA ние го велиме, односно обуката бара и анализа на потребите, имаме јасно утврдено постоинституционална меморија, јасно утврдено на недостаток на експертиза. Дотолку повеќе тие кои што имаат експертизата веќе се иселени или работат независно или се во дел од меѓународните организации, а вие повторно ми велите немате финансиска рамка, не знаете колку од буџетот ќе се обезбеди за да се одржи ова законско решение. И повторно велам, се навраќаме впрочем и на несериозноста во брзањето на едно вакво законско решение, впрочем да создаде само дополнителна потешкотија, но никако подобрување дури и во овој сектор.
За првото, видовме дека која е целта, тоа е комплетна деградација на барањата на синдикатите, односно фрлање и исклучување на минималната плата. Меѓутоа, за едно вакво законско решение, каде што наместо да ги поддржавте веќе постоичките институционални решенија и да им подадете рака да се изградат дури и во рамките на институцијата која што вие менеджирате, вие посегнувате по никое законско решение за кое што многу сум заинтересирана, а ви витувам дека одблиску ќе го следам, каде што нема да генерира никаква дополнителна експертиза, туку напротив, истото законско решение навистина ќе се соочи сигурно прво со одржливост, со финансиски предизвици и со човечки ресурси и во менеджментот, но и во експертизата на обучувачите. Ви благодарам.